кога ќе се случат вакви големи трагедии, големи несреќи, да се бараат одговори и одговорност, лоцирање и санкционирање на виновници не е само право на медиумите и на граѓаните преку медиумите, туку и нивна обврска. Меѓутоа тоа мора да се прави во рамките на етичкиот кодекс. Објавувањето на фотографии и воопшто навлегувањето во приватноста на жртвите е исто така строго забрането, новинарот е должен да ја почитува туѓата жал и болка во вакви случаи. Тоа повторно не се почитуваше кај нас и не само фотографии во смисла на ликот, туку и самото име, самото откривање на идентитетот на жртвите исто така е спорно. Додека нема официјални информации од надлежните институции за бројот на починати и за нивниот идентитет, новинарите не сме ни да помислат да навлезат во такви шпекулации. Јас честопати велам дека медиумската писменост оди рака под рака со општата писменост и како што знаете според сите истражувања и од PISA тестови и од сите други меѓународни истражувања кои што се спроведуваат тука, писменоста е многу мала, затоа се виновни и образовните институции, значи академијата како фела, медиумите како такви, како директни извори на информации, меѓутоа и самите граѓани кои што треба да се свесни дека во векот во кој што живееме, особено во ваква експанзија на интернет и на социјални медиуми, тие мора да се свесни оти не секоја вест која што ќе ја прочитаат на интернет е точна.